На тема пензии и протести на пензионерите, утрово разговараме со министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Министерке, почнуваме со тоа што е последно и најактуелно, статусот кој што пред 9 часа го објавивте на социјалните медиуми. Вели статусот можеби ќе е подолг, но го пишувам со чувства како Јована, а не како министерка, наменет за пензионерите. Затоа што овој период се случува околу протестите. Во последната објава на социјалните мрежи укажавте на работите кои што откако стапувате на функција, ги имате превземено за пензионерите, но и директно посочувате кон ВМРО ДПМН и нивни партиски активисти за сето ова што се случува овие денови. Токму така, да. По природа сум емотивна. И знам некогаш така моите чувства да ги споделам на социјалната мрежа, меѓутоа на мојот приватен профил, не на официјалниот профил како министерка, и затоа напишав дека статусот е од чувствата на Јована, е нормален човек како и сите останати луѓе, и е наменет токму за пензионерите, затоа што ако ги погледнеме сите оние низ градовите кај што има протести од пензионерите, ќе ги видиме во иницијативните одбори, родители на високи функционери во ВМРО ДПМН, или пак и самите се членови на телата во партијата. Тоа укажува дека не се само организирани, не е спонтана реакција на пензионерите, туку дека зад овие протести стојат токму ДПМН, се со цел да направат хаос во општеството, како што и впрочем години наназад работат на создавање хаос во државата. Зошто велам хаос? Затоа што ќе се навратам на 2022 година, кога всушност и бев избрана за министерка во владата, и првата работа со која што се зафатив како министерка заедно со колегите министри, всушност беше да воспоставиме системско решение за постојан раст на пензиите. И тоа е таа нова методологија која што го следи растот на инфлацијата, на трошоците на живот и растот на просечната плата, и која што гарантира дека растот на пензиите нема да биде условен од ниту една влада, ниту од министрот кој што ќе биде начело на Министерството за труд и социјална политика. Туку е систем кој што ќе значи постојан раст на пензиите за пензионерите 2 пати во годината. Секој март и секој септември растат пензиите. И од 2022, од која воспоставивме оваа методологија, до денес пензиите се покачени, вклучително и она осогласување во јануари 22 година од 2,9 кое што беше по старата методологија, се покачени 24%. Значи за една година и неколку месеци, што никогаш претходно, со оглед дека во министерството работам повеќе од 20 години, никогаш досега пензиите не биле покачени толку. Не кажувам дека пензијата, особено минималната, е голема. Меѓутоа, од 9000 колку што беше во март 2022 година, до денес 12500. Во септември ќе има уште едно усогласување, значи повторно покачување на пензиите, ќе порасне над 13.000. Значи некаде за 4000 денар имаме покачување на минималната пензија за токму за година и 6 месеци. Така. Дел од пензионерите веќе со денови протестираат. Вчера имаше и протест во Скопје. По протестот, нели дел од иницијаторите беа на разговор со вас. Од сите барања кои што беа доставени, ќе издвојам 2 клучни, за кои што најмногу се зборува. Линеарно зголемување 3500 денари и минималната пензија да биде 18.000 денари. Конкретен ваш став, но и на дел од јавноста е дека доколку дојдеме до минимална пензија од 18.000 денари, тука ќе се случи неправедност во однос на годините работен стаж, што го имаат пензионерите. Токму така. Министерството за труд и сите останати
државни институции се институции во кои што секој еден граѓанин може да влезе, може да побара подршка, помош, информација, било што, така вклучително и пензионерите. Јас и во изминатиот период кога имавме штрајкови на работниците на синдикатите, ги примав и разговаравме со синдикатите. Тоа е правилниот начин, преку диалог да дојдеме до одредено решение. Така и вчера со иницијативниот одбор на пензионерите, кои што протестираат, се сретнав, разговаравме, ги доставија своите барања, меѓу кои двете клучни се линеарно зголемување од 3500 денари, кој што треба да влезе во основицата за сите 330.000 пензионери и минималната пензија да биде на 18.000 денари. Легитимно е во државата, кога имаме демократија, секој да протестира. Легитимно е да имаме барања и да преговараме. Прво се поставува прашањето дали линеарното зголемување е уставна категорија. Дали 18.000 минимална денари, минимална пензија е праведно за сите пензионери. Ако имаме во предвид дека најголем дел од пензионерите, кои што во моментот се на минимална пензија, имаат 15, 16, 17 години стаж, а имаме пензионери кои што имаат 35-40 години стаж, кои што можеби биле исто така на минимална плата и немаат висока пензија, некаде 20.000, дали за нив е фер нивниот влог во пензијскиот фонд од 40 години да го изедначиме со оние кои што имаат 15 години контрибуција во пензијскиот фонд и врз основа на тоа добиваат минимална пензија. Тука сигурно би реагирале па другиот дел на пензионерите. Ама не, велам, ќе влеземе во еден круг од кој што нема да излезе. Што со оние кои што зимаат во моментот 16, 17, 18 или 19 и 20.000? Какви коментари до вас доаѓаат од таа категорија на пензионери? Што велат тие? Кажуваат дека треба да се најде некакво решение. Меѓутоа во делот на социјалните мерки што ги превзимаме за ризичната категорија, најранливата категорија на пензионери, тие со минимална пензија, или да се најде некаков друг модел во кој што ќе имаме постепено покачување на минималната пензија. А тоа го работиме. Јас денес имам состанок со Сојузот на пензионери, Сдруженијата на пензионери, кој што е легитимно тело и кој што се грижи за сите 330.000 пензионери во државата и со кои сите мерки до сега, па и новата методологија ги договаравме низ еден диалог, каде што нормално со флексибилност од двете страни дојдовме до одлични решенија. Така ќе продолжиме и понатаму и затоа велам дека плюс ги чекам податоците да видам колку посебно жени се на возраст од 61 до 63 кои што работат во моментот и се на минимална плата. Верувам дека до една од овие, ги чекам бројките од државните институции да ги добијам, верувам дека сите овие жени од 61 до 63 години, кои што се на минимална плата, ако минималната пензија е 18.000 денари, ќе поднесат барање тие 61 штом ќе додат до 62 години, а сите од 62 до 63 години ќе поднесат во моментот да одат во пензија. Затоа што финансиските средства кои што ви требат за еден работник, особено работник кој што има тешка физичка работа, и за еден пензионер, не се исти. Немаме исти секојдневни потреби пред се. И затоа сето ова и зголемувањето на пензиите за 3.500 денари, фискалните импликации во државата на годишно ниво биле околу 220 милиони евра. Тоа буџетот би можело да го издржи на фондот? Дополнително на овие 220 милиони евра се 58, околу 66 милиарди денари, кои што годишно ги даваме за пензионерите, за да можат да си ги земат пензиите на месечно ниво. Ова е преоптеретување
за фондот и ќе ја доведеме во прашање стабилноста на пензискиот систем. Ако сме популисти, а не сме како влада популисти, ние веднаш можеме да го направиме тоа, да не водиме сметка за сите 330.000 пензионери, да кажеме да, еве, одредена група на пензионери ќе бидат задоволени и после 4 месеци ниту еден пензионер да не зема пензија затоа што фондот не може да го издржи ова финансиско оптеретување. Секогаш кога креирате политики за пензионерите, особено за пензионерите, треба да водиме сметка за стабилноста на пензијскиот фонд долгорочно. А сега дали е стабилен? Во моментов е стабилен. Овие мерки? Ќе се навратам на 2016 кога заради проектот кој што имаше голема дупка, тогаш и голема паника го спроведуваше Македонија вработува и Македонија вработува еден, каде што владата требаше да ги уплаќа придонесите за пензиско, социјално осигурување на ново вработените преку овој проект. Не ги внесуваше парите во фондот и се направи огромна милионска дупка во фондот и се доведе во прашање стабилноста на фондот. Благодарение на добрите политики, во изминатите години од 2017 до сега се намалува тој дефицит во фондот, се зголемува приходот на самиот фонд за пензиско, а се намалува контрибуцијата од централниот буџет кон буџетот на фондот. Тоа гарантира стабилност на пензискиот систем. Тоа гарантира секогаш навремено исплаќање на пензиите секој месец и пензионерите не треба да имат загриженост дека и во иднина со ваквото домаќинско работење, со креирање на политики кои што ќе значат раст на пензиите, меѓутоа политики кои што ќе водат сметка за сигурноста на пензијскиот фонд, за стабилноста, дека пензиите ќе им се исплаќаат на пензионерите дури и предвремено, како што исплаќавме и досега. Како помина вчерашниот состанок со дел од пензионерите, со нивните представници? Имате перцепција, имате впечаток дека ќе се најде заеднички јазик да се реши проблемот или не се отстапува од овие барања? Види, тоа беше прв состанок со тој инициативен одбор. Така. Ние сите барања ќе ги разгледаме заедно со Сојузот, затоа што и Сојузот имат дополнителни барања до Министерството за труд и социјална политика, кои што исто така се легитимни, затоа што произлегуваат од сите здруженија. Ќе седнеме на маса заедно со Сојузот на здруженијата на пензионерите и ќе ги разгледаме. Она што е конструктивно и она што нема да биде популистички, туку навистина ќе биде мерка која што ќе даде резултат на долг рок, секако дека ќе биде предвидена. Во моментот го креираме буџетот за 2024 година и тоа е погоден момент за да можеме да направиме конкретни мерки, да испланираме конкретни мерки кои што ќе бидат избуџетирани во буџетот во 2024 година, а секако верувам дека се она што ќе го превземеме и ќе биде подкрепено со факти, дека ќе биде прифатено и од страната на најголем дел од оние пензионери на вистина кои што се со ниски пензии. Вие во иницијативниот одбор и во протестите кои што ги гледаме секојдневно, најголем дел од пензионерите се со многу повисоки пензии, дури и од просечната пензија, меѓутоа даваат подршка најверојатно на оние со најниска, а секако тука се и политичката позадина, како што реков и претходно, на протестите. Добро, ете поддршка даваат и дел од градоначалниците. Меѓутоа, дали тие знаат дека имаат права да им помогнат на пензионерите како најливи категории, дали тоа го прават? Ете да ви помогнат и вас како Министерство за труд и социјална политика. Јас знам кои се моите надлежности како министерка. Најверојатно и тие треба да знаат кои им се надлежностите, особено во делот на социјалната политика. Да, кога зборуваме за тој тип на поддршка. Тоа е од нивната надлежност и можност да им помогнат на граѓаните кои што живеат на територијата на општината со одредени мерки. Во најголем дел од општините имаме социјални совети, општински социјални совети, согласно Законот за социјална заштита и кои што функционираат
на тој начин да креираат, предлагаат всушност до советите и до градоначалниците мерки со кои што ќе им помогнат на ранливата категорија на граѓани, меѓу кои се и пензионерите со најниските пензии. Така да секој градоначалник може да во рамки на буџетот со кој што располага да креираат мерки, особено за пензионерите со ниски пензии. Социјалните мерки ќе бидат прилагодени на потребите на граѓаните на таа општина. И апелирам до сите градоначалници, како што имаат мерки за подршка на граѓанскиот сектор, за подршка на ранливи категории, на социјални категории на граѓани, така да се фокусираат и на пензионерите, особено во зимскиот период, кога знаеме дека за енергенси им секој домаќинство има потреба за повеќе приход во своето семејство. Министерка, дали можеби мислите дека одлуката на Уставниот суд со тоа фамозно покачување за 78% малку и ги разгоре страстите во државата изминатиот период? Иако и тука да потенцирам, ова одлука не важи исто така тоа дали, нели намерно, дали ненамерно, меѓутоа во јавноста се има перцепција дека ова важи само за владата. Покачени плати имаат и останатите функционери кои што припаѓаат и на опозицијските партии, значи тука сите најголем дел се од опозицијски. Сега, дали тоа ги разгоре страстите, можеби, за сето ова што се случува во однос на протестите? Јас секогаш кога ја коментирам одлуката на Уставниот суд, велам дека тоа е срамно. Затоа што самиот член во законот за платите на именуваните функционери е ставен во сила 2014 година. Уставниот суд и тогаш можел да се произнесе и да каже дека ова е неуставно и да го врати членот. Иако 2014 до сега платите се покачувале согласно самата одредба од законот, немаше да има ваква реакција. Реакцијата е заради зголемувањето наеднаш од 78%, со кое што јас не се сложувам. Не кажувам дека платата на функционерите, барем на оние кои што работат честно, кои што екзистираат од плата, е голема. Затоа што и од обврските се огромни на секој еден, особено на секој министер, па и на градоначалник, и на судија јавен обвинител, на сите оние кои што зимаат покачена плата од 78. Плюс тоа времето во кое што е донесена ова одлука. Иницијативата, да не заборавиме дека е поднесена од адвокат кој што е близок на опозиционата ДПМН. Зошто тогаш не ја поднел? Или зошто не ја поднел од 2014 до 2022 кога ја поднесе? Зошто сега ја поднесува во овој период? Сето тоа има политичка позадина, а Уставниот суд ја донел одлуката, непочитувањето на одлуката. Значи, вршење на кривично дело, неисплаќање на плати согласно закон е одговорност кривична за оној кој што ги исплаќа платите, така да тоа мора да се почитува. Верувам дека од тука потекнува тоа, еден дел е од тука всушност разбранувањето во јавноста, меѓутоа ако гледаме и платите и пензиите, со години наназад се зголемувале. Единствено платите на функционерите не беа зголемени од 2014 навам. Така да, ако пензионерите се против оваа одлука, легитимно е да го изразат своето незадоволство и пред Уставниот суд. Така. Ајде малку да направиме споредба со регионот. Често последните споредби беа и со Србија. Меѓутоа, од новинарска гледна точка, повторно како да се пласира во јавноста нешто што одреден дел од јавноста сака да го слушне. Ајде да направиме споредба и не само со Србија, туку и со останатите земји околу минималната пензија од каде што почнуваат пензионерите таму, бидејќи се говори за фамозни проценти, околу 57% покачување во Србија, последно што изјави претседателот Вучич. Како се носите со тоа и каде сме ние со регионот? Имаме анализа каде се наоѓаме во регионот. Не сме најдолу, не сме најгоре, некаде на средина. Меѓутоа со методологијата постојано ќе расте и минималната пензија и просечната пензија. Во Србија од мај 2023 година е податокот од статистичкиот месечен билтен на Србија, од нивниот
Завод за статистика. Така. Минималната пензија изнесува 10.841 денар или 20.613 српски динари. Просечната пензија е 19.866 денари или 37.811 српски динари. Значи, во делот на минималната пензија се под износот на минималната пензија во нашата држава, а тука сме некои 600 денари е разликата во делот на просечната пензија. Хрватска имат друг модел на пресметување на најниската пензија. Со одлука на влада на годишно ниво се носи износот со кој што се множи годините на стаж за пресметка на најниската пензија. Во моментот тој износ е 11,19 евра, значи некаде 11,2 евра или 690 денари, помножено со годините стаж. Ако имате 15, 16, толку е од 15 до 17 години стаж, е износ се граѓани кои што зимаат минимална пензија, помножено со 11,2 евра, ќе добијат исто така помниска пензијата, минималната пензија од нашата држава. Црна Гора се над нашиот износ. Во Црна Гора е 280 евра минималната пензија, односно 17.000 денари. Грција, чијто и стандард е многу поголем и платите се многу повисоки од нашата земја, сепак имаат ниска минимална пензија, тоа е 411 евра. Во Грција, со оглед на стандардот и на сите даноци кои што ги плаќаат граѓаните во Грција, ова минимална пензија е ниска за да може еден пензионер. Значи, секаде се движи висината на минималната пензија тука некаде. Не сме, како што реков, на дното, меѓутоа не сме ни на врвот. Со добри политики се надевам дека времето што е пред нас ќе успееме да ја покачиме минималната пензија и да допринесеме до поквалитетен живот и на оваа категорија на граѓани. Посакувам успешно да заврши целата ситуација, да се најде успешно решение, бидејќи тоа е во интерес на сите, најмногу секако во интерес и на пензионерите. Ви благодарам за гостувањето утрово во утринската програма на Јавниот сервис. Верувам дека одговоривме на сите поважни прашања кога станува збор за оваа тема, да ја слушнеме секако и страната на Министерството. Ќе ја следиме ситуацијата, се гледаме повторно со нови информации. Ви благодарам на можноста да бидам гостин во вашата емисија и да ги пренесам до граѓаните ставовите на Министерството и на владата. Секако, штом имаме некакви нови ниво, преговорите со Сдруженијето на пензионерите, на ваша покана секако би била гостин. Добре дојдени сте секогаш, ќе ги следиме ние секако и преговорите и се она што се случува на оваа доста важна и актуелна тема. Благодарам уште еднаш за вашето гостување.